ги тргнавте сите интереси на македонците. Океј, граѓански пристап, левичарски, ја тоа може да го разберам низ теорија на политика. Меѓутоа во Македонија доведе до мизерија и мизерно чувство на тие што не мислат како вас. Но се носеа пратеници со полиција, крстомуковски, да гласа да го промени името. Тоа не ли е криминал? Не. Како не е криминал? Така не е криминал. Му дадовте закон за амнестија. Да, во рамки на властувањето на самото собрание. Како тоа? Значи, тоа е политички... за него амнестија, за овие што влегоа 200 години затвор. Да, има и објективен критериум зошто е тоа. Кој е критериум? Учество во наследството или во организација, во фактичката организација на наследството. Тоа е кривично правен критериум. Значи, јас инсистирав на ставање на тој критериум. А оправдано е Крсто да добие амнестија? Не. Затоа што ќе гласа за промена на името. Добивката која што оваа држава ја стекна со неговиот глас, прави да биде истрпливо, неоправдано. Затоа ли му дадовте тендери после тоа? Тука не навлагам. Тоа што јас ќе ти го кажам е дека законот за амнестија е гласан бидејќи они гласаа за бидејќи им требаше за да се смени името. Како пратеник од тоа време и како човек што гласал за тој закон, единствен кој што доброволно влегол во групата за изготовка на законот за амнестија, бидејќи не сакав да биде уште полош производ од тоа што беше. Можам да кажам, да, и никош не сум го негирал тоа, ни во јавност, ни на оваа емисија. Тој закон беше политички пазар за обезбедување на гласови на 80 пратеници за промена на името. Не треба да се бега од таа одговорност. Ти се гордеш со дека сте направиле политички пазар да го промените името. Да, бидејќи јас верувам дека Македонија под име Северна